Почитувани, добар ден, ја следите емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие јас Исо Мухич. А дискутираме за првиот круг од локалните избори, но од една поинаква перспектива. Имено, еве сега веќе партиските аналитички центри ги сумираат резултатите до оние финеси, а и Државната изборна комисија ќе објави конечно ќе ги објави финалните, официјалните поточно резултати, иако и со ова неофицијалното практично е идентично или можеби во оние проценти, десетинки од проценти, така да има одстапување, но и по оние општини каде што е неизвестно дали е постигнат тој цензус од 33,33, односно 1/3 од излезноста, такви се малку. Така да генерално се познати изборните резултати и тие се јасни. ВМРО ДПМН се пофали со историска победа. СДСМ, исто така брои колку гласови изгубиле, но генерално, ако се направи споредбена анализа токму со изборните резултати, доволно е само од минатата година или од минатата парламентарните избори или 21 поточно, не предминатата, предходните избори локални, се доаѓа до податоци кои покажуваат всушност и таму каде што имаат добри вести, еве како ВМРО ДПМН историски резултати, односно историска победа, покажуваат пад на гласовите. И тоа е всушност лоша вест за сите партии, може да се каже, и го отвора прашањето токму околу очекувањата, односно довербата на граѓаните во партиите. Односно, токму колку тие имаат, па дури и партиска поддршка, токму од оние кои се наменски партиски поддржувачи. Тоа се сите оние за кои е јасно дека ќе го дадат гласот што и да е, и на кои не може да им се смени мислењето, затоа што не ни размислуваат. Тоа се тие партиски послушници, се едно одработувачи, зависно од кои причини. Но паѓаат, тоа е фактот, и денеска беше спомната излезноста. Она што е интересно е дека всушност беше коментирано и тоа дека бројот на регистрирани гласачи е, односно бројот на реални гласачи е помал од регистрираните, па излезноста е поголема, но ако се направи таа споредба и дури ако се направи пресметка како би изгледал вкупниот број на гласови, доколку излезноста е иста, повторно се гледа намалување. Кога станува збор за излезноста, останува фактот дека имаме и историски најмала излезност. Односно дека излезноста ни е во постојано опаѓање. Тоа е еден од сериозните индикатори, кој влегува во црвено, во таа црвена зона, и го отвора и прашањето што го дискутиравме токму околу легитимноста, она легалност и легитимност, кога ќе падне под 50%. А овие сега се веќе под 50%, затоа што се покажува дека поголем број не се за ниту една опција, отколку оние сите помалку од 50 кои се распоредиле на сите опции. А при тоа победникот, значи, има навистина и победникот е победник благодарение на многу мал процентот кој е помал од 50. Да речеме, еве, најголема излезност во прв круг на изборите за градоначалници во земјава воопшто имало на локалните избори во 2013 година, дури 67%. И од тогаш е во постојан пад.
60% во 2017-та, 50,57 пред 4 години 2021-та. А сега, значи 21-та е минимално над 50%. И ајде може да се каже, еве, и легитимно. 0,57%, половина одсто над 50% во ред. Но сега е веќе 48,30. Веќе сериозно под. Е добро одстапувањето по бројот на гласачи, но на минатогодишните избори за парламентарни, бројот на гласачи регистрирани бил 1.801.965, значи 1.802.000. На овие 1.832. Мала е разликата, тоа е тоа генерално. Или на парламентарни, или токму да, ова беа за градоначалници 2021, а на парламентарните минатата година 1.800.000 регистрирани. Горе-долу е тука 892.000 важечки гласови биле на локалните избори 21. 831.000 сега на овие. Но при тоа пак дури 53.000 неважечки ливчиња, што исто така си има своја порака. За разлика од 2021 локалните избори, каде што неважечки имало само 19. Значи, повеќе од двојно. Или дури минатогодишните парламентарни, 27.000 неважечки. На парламентарните патем минатата година 55,34% излезноста била. Така да, генерално факт е дека излезноста не само дека се намалува, туку дека сега е и тоа како повеќе од во црвена зона, што го поставува на вистина прашањето околу легитимитетот. Довербата во партиите, поддршката и така натаму. А тој втор момент е во конкретни, екзактни бројки губењето на гласови на партиите. И што значи тоа? Ако изборни гласови ВМРО, ДПМН во 2024-та на парламентарните, бројот на изборни гласови во однос на овие сега, убедлива победа, јасно, се е тоа, триумфира, но има пад во гласови од 134.237, што е дури 30,8% намалување во број на гласови. Значи, зборувам за парламентарните минатата година со 436 победија, а сега со 301, 1.799. Дури и под прогнозите на премиерот, тој зборуваше 350-60 очекуваше. Барем така зборуваше. Споредено, значи, и одстапувањето е, велам, скоро 31%. СДСМ пак има 28.000, практично 29.000 гласови помалку, или во проценти 18,9. Но може тоа да е на некој начин и уште полошо, ако се земе предвид дека СДСМ пак во 24-та 153.000 гласови освоиле, па 25-та 124. Значи, 153 и 436.000 не е исто. Значи, СДСМ со оние 153 на парламентарните избори веќе во сериозно опаѓање беше. Тоа беше преиспитување, реконструкции, оставки и така натаму на председателот на СДСМ. Значи, тие тука веќе во сериозен пат беа, 24-та на парламентарните, додека ВМРО ДПМН во сериозен подем беше. Ако се земе и Левица, исто така, Левица пак во сериозен подем беше во 24-та со 68.700, сега дури 12.000 гласови помалку, или практично како СДСМ пада од 18,1%. Знам исто така оној подем во 2024 на парламентарните избори, 56.000, на овие избори 38.000.
Во број на гласови е тоа 18.000 гласови, но во проценти, ако гледате, дури 32,3%. Значи, едно сериозно паѓање во проценти на изборните гласови на, само овие, велам, 4 партии кои се наведени, и тоа во растојание од една година. Така да ова е денешната тема. Ако ги собереме сите, ајде ова нека биде заклучокот, ВМРО, ДПМН, СДСМ, Левица и Знам имаат на овие избори 200.000 гласови помалку од парламентарните избори лани. 200.000 гласови помалку. Тоа е заклучокот. Што се случува? Каде се тие гласови? Паралелно со излезноста која, велам, сега е веќе во она критична фаза, во ред оној праг на цензус и така, но реално со што освојуваат под 50%, значи 52% воопшто не се појавиле. 60 91 924 925, повелете да почнеме со првиот гледач. Повелете, добар ден. Ало? Да, добар ден, повелете, се слушаме. Добар ден, господин Исо. Поздрав до вас, повелете. Благодарам на поздравот, Исо, господин Исо, да те поздравам јас, да и поздравам вашите гледачи и да кажам нешто за изборите. Повелете. На сите градоначалници што успеале, уствари, кандидати што успеале да победат во првиот круг на изборите, и постакувам успешна работа, градоначалничка функција, на градоначалничка функција, и да се грижат за граѓаните на општините и да работат за интересите на граѓаните и на државата. Тоа е најважно. Тоа што го кажа, сето е точно, падот е најголем кај ВМРО, натрешната револуционизација, и тоа негдека околу 130.000 пат. Има пат и кај СДСМ околу 28.000, ајде тоа вака да ви кажам, јас сум од општина Чашка. Ќе кажам нешто за мојата општина, ќе кажам дека види што се бира кај нас. Не може, господине Исо, да бираш добар човек, а да бидеш лош гласач. Или обратно, ако бидеш добар гласач, да бираш лош кандидат. Тука е разликата, мислам, бирачите се такви што бираат, такви како што бираат. Тоа се гледа во Македонија, викаме помалку излегле од ВМРО. Па од Мара другите знаат дека ќе победат со толку и затоа помалку излегле. Ќе кажам да мојата општина, господин Исо, победи прв пат, имаме албанец општина Чашка, ќе биде градоначалник. Само има неколку причини што не знам зошто јавноста не ги. Во село Ореше, пример, Мијачко племе, кај што е Орце Ѓорѓиевски, од кај што потекнува. Има 30 гласови за господинот албанец што е онат. Купени гласови, се фаќа некој. Во општина Чашка, во центарот на општината, нема ни еден албанец, има 70 гласа за тој. Господин Исо, ќе ве поздравим, последен секунд. Поздрави до вас, ми благодарам до слушање. Добар ден, кој не следен, повелете. Добар ден, ако сум на линија. Вие, да, добар ден, повелете. Благодарам. Ај вака, хронолошки да кажам поред. Прво, нема помала излезност на гласањето. Ке речете зашто? Затоа што сите оние кои што се помалку, сите се отидени во странство и не се тука и не можат да гласат, но не се испришани од листата на активни членови за гласање. Второ, претежно излегува да гласат пензионерите, сите оние кои што се здрави, моćни, може да тоа. Затоа што во тие пензионери има многу кои што сме инвалиди, не можеме да се движиме така едноставно и значи ќе го бараме само во тие што се немоćни. Сега, и овие што излегува пензионерите, не излегува затоа што сакаат. Меѓутоа, претходно, значи ги залажи господинот Мицковски со 5.000 денари, значи покачување. Но пред известно време спомна нешто, ако имаме предвремени парламентарни избори, ќе биде зголемувањето за 7.000 денари линеарно. Така да, значи најлесно е да излажиш дете и стар човек, а тоа се направи значи на пензионерите, значи тие излагаат само за тоа што некој нешто им такса и некој нешто им весе. Сега јас се прашувам, која ќе биде моќта, силата и реалноста на политичкото владење на една држава, ако и парламентарната и локалната власт се на
на чело на државата. Која, значи, опозиција? Овде опозиција нема кој да ги коригира и тие само ќе си земаат онолку колку што им треба и ќе трошат онолку колку што сакаат. На овој начин тие ќе се обогатат за 5 животи, ќе ги обезбедат сите своји од фамилијата, а за сиромавиот дури не се сложија да се покачи минималната плата на работниците. Ако се сложеле работодавачите, они ќе даделе изим. Срамота е тоа. Прво треба да... Благодарам ве, поздравувам, но еве не знам, не сум сигурен дали е точно ова што го велите дека излезноста реално не се намалила. Затоа и тука е во темата е ставено дали се намалува реалната излезност. Не она статистичкото, односно затоа што зависи токму од многу фактори, ова како што го кажавте вие. Да, според вас не се намалила и денеска го слушнавме исто така дискутиравме од други учесници. Вие ве кажавте затоа што не се тука луѓето, па не излегле на гласање, па не е реалниот број на регистрирани гласачи. Но, дали е тоа така, еве, ако се направи споредба токму само велам со локалните избори 2021 година и овие, каде што регистрирани гласачи годинава 1.832.000, 21 1.800.000. Да, ќе кажеме тука некаде, иако дури е поголем на овие избори, 25-та. Во смисла отишле и така натаму. Но вториот податок, важечки гласови, е практично ист. 831.000 важечки гласови на овие избори 25-та, 892 важечки гласови на изборите локални 21-та. А 60.000 ќе кажете. Да, но на овие имаме 50.000 неважечки. Значи не отишле. Дошле, гласале, само не им се признаени. Затоа не се важечки 830. Со тие 50, 880 се. Односно, еве, 860, затоа што пак на изборите 21 имало 19.000 неважечки. Па затоа еве ќе ги намалиме. Значи, реално, колку излегле, разликата е 30.000 можеби. Во број на важечки гласачки ливчиња, значи луѓе кои излегле, дошле и гласале. А излезноста 21 е 50,57, а сега 48,30%. Практично исто излезено. Еве и до глас ако се изнивелираат, затоа испомнав ако се направи таа, како што ја вела тоа, екстраполација, да се пресмета со бројот на гласови, процентот сепак тешко дека би достигнал дури, дека излезноста сега и 48,5 би достигнала. Еве би 49 нека дојде. Секако би била веќе, секако е под 50. Што го покажува тој тренд на намалување и затоа не случајно го спомнав опаѓањето на излезноста во континуитет од изборите локални 2013 година. 67% излезност тогаш. За да сега имаме 48. 20% излезноста падната за 12 години. Добар ден, повелете. Добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Абе, излезноста е иста. Значи, има тие 50.000 што прешкртале. Знаеш кои се тие, Исо? Тие се сите што се запослени 7 години од овие предавници во ДСДС и сега за да не изгубат работа, си вика, ќе одам, ама ќе прешкртам ливчето. Запамти го ова што го зборувам. Овие двајцава што ги бранат 7 години предавници во ДСДС, Ѓоко, Велјан, Љупчо и Диме, да им кажам, резултатот е 33:3. СДС има добиено во 3 села. Богданци, кај беше тоа, Кривопаланка и Кривогаштани, што ли, да. И Кривогаштани. И што сега, што правиме сега? До кога акробации ќе правиме? Овој Велјан се јавува, демек тие во странство нашите што биле.
Па тие треба да дојдат овдека да гласаат. Он мислеше на керките. Да гласаа неговите керки што му се во Англија, сигурно ќе добиеше СДС. Или овој, како го вика, Ѓоково чашка. Он да го предложија да биде од СДС за градоначалник, сигурно ќе добиеше СДС. Смешни ситуации. Резултатот све покажува. Значи, сите тие што плукаат по власта и не се задоволни од тие 7.000, предлагам да им се одбијат тие 7.000 од сите наредни пензии. Исто така тие што не гласат, исто да им се одбие од пензија, да не примаат пензија. Значи, задолжително да биде гласањето. А овие патриоти од надвор што се јавуваат и солат памет како се работи и се фалат само колку се богати, нека дојат овдека, нека гласаат. Што е проблем да дојдат да потрошат 500 евра автобуска карта или авионска и да гласаат? Значи, тоа е приказната што ни се случува за жал. Благодарам. Благодарам, ме поздравам, но кој може да гарантира дека ако е задолжително гласањето, нема да пречкртуваат и неважечки да ги ставаат. Туку, значи, со сила ако одат, еве, овие 50, па утре може да бидат 500. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ајде, да се насмеавте да слушнем. Абе, што да правиш кога мора да слушаш вакви филозофии? Ја мислам дека ја занемарувате главната бројка, тоа е пописот. Аха. По пописот во државата живеат 1.500.000 луѓе. А избирачкиот список е направен врз основа на издадени државјанства. Аха. Тука ви е разликата што ја барате вие за голема наводно да разликате 200.000. Но проблемот е реален. Од 1.500.000 вие гледате дека имате 50 и кусур посто неизлезени. Не ги барете тие во странство. Барете ги од 1.500.000 затоа што пописот кој беше шкатлив, криминален, ваков, таков, сите го признава. Сега сите кога разговараат и кога го експонираат податоци, го признаваат пописот. А да не заборавиме денеска овој Бугаринов го замолил другарчето од Будимпешта да го поздрави Мицковски да седнат да се договорат. Па ќе гледаме издрама се комедија сега наредниве денови. Затоа и да си река му беше кисела фацата на другарот Мицковски. Значи наставак следи, полувремето не е уште завршено. Али ќе има разочарување. Значи, тука е реалноста. Тоа е една работа. Втора Добро, за кого разочарување? Некој ќе се радува, може? Па ќе видиме сега, полека, некој ќе... Јас зашто преска реков, некои луѓе треба да се срамат што го носат епитетот македонци. Така, втора работа, што велите да... Мислам, ме интересира да не истече времето. Еве, јавно ве повикувам. Сега отварите лаптоп. Улица Пушкинова, број 2. Зградата има 2 влеза. Во избирачкиот список зградата ви е со 3 влеза и 27 станари има на тој влез. Значи списокот не е прочитен, не е тврдан. Еве ви сега ве повикувам, отворете го. Еве, отворете го лаптоп, избирачкиот список, проверете Пушкинова број 2 зградата, колку влеза има и одете сликајте зградата, ќе видите дека има 2 влеза. Во избирачки список е со 3 влеза. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се слушам. Дали сум јас во програма? Да, вие повелете. Благодарам. Молам, повелете. Знаете, кај нас се историско. И утрешниот ден ќе биде историски. Како? Па јасно, да, никогаш не се случил, историски ќе биде. Ние си ја пишуваме историјата унапред. Да. Како рекоа во Куманово која славеа за крестенско востание. По патеките на Александар Македонски. Само дали знаат кај биле, не знам. Важно се е историско, ама избори историски вистина. Чудно беше, ја не видов Орце да се радува. Дека толку многу води. Многу му беше ноќеска сумливо. Дотолку повеќе и што ги немаше на бината. На вистина историско. Вака, со овакав голем број на гласачи, а толку мала радост, ова е историско. Нерадување на ВМРО, нешто кој да се изплашија. А добро имаше како не на ВМРО, ДПМН е, ВМРО. Тоа беше во штабот, не беше на площад? А во штабот, да, добро, точно да. Значи нешто се случува. Не, сакам да одоловаме еуфоријата на тие во штабот, не можеа да се доизјаснат премиерот и така овие. Да, во ред, да, имаше тоа, ама немаше на площад. И Орце така малце како да беше наврнат, ама ноќеска не врнеше. Чудно ми беше мене. Ама знаете што денеска?
по камионот за ѓубре во мојата улица денеска пројдоа, идеше кола на градско собрание и со камера, со телефон слика како ѓубреджиите фрлаат ѓубре. Само не знам дали Даниела ги испрати или не знам кој ги испрати. А може и Мицковски, затоа што овие избори не беа ни парламентарни, ни локални, беа премиерски, според мене. Затоа што на екраните најмногу го гледавме премиерот. Секако и ово од опозицијата, ама не може со овој, со власта. Секако е да покажа и резултатите. Ја немам намера да честитам после 4 години. Тоа ќе им честитам. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете. Слушам и се чудам. Аха. Има една изрека, се вика, тој што губи е со луза. Знаете вие што значи? Да. Тоа така прави сега. Коментира толку изгледа оноку. Абе, ако сака 20 нека излезат, ако тие 20 гласале повеќе за таа партија, добила, треба да бидеш фер и да му честиташ. И се што да се правиме сега? Овој, не знам како добива на овој предходни, не сакам да ќе го кажа, Љупчо ми се чини, се вика, го слушам. На сите телевизии кои ќе гледам вакви програми, да има како добива тој човек и на сите програми се уклучува да зборува. Јас имам вртен многу пат, кај вас прв пат да се јавувам, но ги пратам овие програми, пошто се интересни. Јас живеам во странство и тоа многу години, 5-6 години сум од тука излезен во Австралија. Так. И што има се тука, изгубија, тоа заслужено се изгубија. Кој може да прави? Јас отидов да гласам таму, како можеше некој да речеме да ми дај 5 ливчина да гласам, или моето ливче да понеси, или не знам тоа. Значи, гласањето е како што треба. И јас не знам зошто луѓето сега плачат. Не плачи. Толку си заслужиле, толку добиле. Тоа што заслужуваш, тој ќе си го добиеш. Што има ти сега да плачеш, леле, вака било во зградата имало 22 влеза, живеале толку, се пријавиле толку. Значи глупости ќе се наслуша човек. Ицов, благодарам и убав ден. Ви благодарам, повелете и повторно да се слушнеме. Повелете, добар ден, кој ни е следен. Чичко Ато се јави од Пинтија. Добро, повелете, Пинтија. Така, да ни е честити на победниците. И тие што гласа и што не гласа. Значи, ќе работат нашите градоначалници да сите граѓани еднакво. Ја реков, Меджити, Максим и Мицковски, значи голема доверба добија од граѓаните и централна и сега и локалната. Тоа не смееме да погазиме ништо граѓаните. За сите равноправно за сите општини ќе се работи. Мислам, многу битно за нашата, мислам, за нашите раководители и нашите градоначалници. Сега, значи, голема обврска е за граѓаните. Мислам, довербата, така ли? Да работиме, мислам, да нема ништо разлика, мислам, да нема према други да не... Разбирам, да нема јасно да било каква аверзија и така. Добро? Така. Значи, да се работи домаќински, видевте што ни направи видевте што ни направи Даниела. Ние со душа и со срце ја избравме. Рековме. И види што ни направи не обрука, али ова сега сакаме да го поправиме со нашиот градоначалник Орче Ѓорѓевски да победи во вториот круг. Мислам, поштено да победи и да работи, да не, мислам, да видите како ќе се работи. И им пожелувам и на Влен, и на Максим, и на нашите заедно, значи издружено, нема више, ако сега се обрукаме више, нема да добиеме никаква власт. Ја мислам, многу поштено, сега довербата е голема, не сме ние кои да се игра со оваа доверба. Сите има да работат и Мицковски, за тоа свака му част. Никого нема према никого да има. Така, ви благодарам, ве поздравувам. А на некој начин ете токму и оваа тема е во тој контекст дали може да се според довербата на граѓаните следи колку нешто се прави или ќе се направи. Ете, теоретски, хипотетски, се едно на следни избори кои да се парламентарни, еве локални повторно, а кога ќе се направи споредбата на довербата,
односно бројот на гласови како референца за доверба. Затоа што и не случајно спомнав 2024 година бројот на изборни гласови на СДСМ колкав бил, па е сега во опаѓање, но и 24-та е во опаѓање во однос на претходните. Затоа и ги изгубија изборите, впрочем. Тој тренд на паѓање покажува или би требало да покаже колку се оправдува довербата, односно не се оправдува. И обратно, ако расте бројот на гласови, значи се оправдува довербата. Што не значи дека не може и да се загуби, како што и тука не значи дека не може да се победи, а бројот на гласови да се намалува. Во таа смисла, бројот на гласови на СДСМ, затоа и кажав, во континуитет се намалува. И тоа е намален во однос на 24-та, но е намален и предходно. И еден заеднички генерален, една споредбена анализа која ќе се направи, се гледа дека кај сите овие што ги спомнав, генерално главните актуелни ВМРО, ДПМН, СДСМ, Левица, знам, имаат опаѓање. 200.000 гласови се пократки. Дали тоа значи дека секој во својот двор си има одлив на приврзаници? Или е нешто друго во прашање? Како што тогаш би значило и дека зголемувањето, дали тоа ќе би значило дека добиваат нови приврзаници? И некој што не бил, гледа, ја оправдале довербата, ќе го даде својот глас и се зголемува бројот. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден, господин Сов. Повелете, да, се слушаме. Да се јави мисля за врска со оваа тема. Аха. Моја размислување и видување зашто отпаѓа гласачките излезност за гласачите за изборните по изборите. Пред све има тука мислам две причини. Без оглед што е пописот направен пред неколку кога беше, за разлика од пописот до сега, до изборите, значи имат доста иселено, јако и знам барем, кои се заминати странство. Тие се сите разочарани и од едната партија и другата партија, СДСМ и од ДПМН, кои се били разочарани. И тие не сакаат да дојдат да гласат повеќе. Значи, овие две партии, говорам за македонскиот блок, на македонските граѓани и другите им направија да се отуѓат од Македонија, да не сакаат својата родна земја заради нив. Големи неправди се правише, значи. И тие што се останати тука, останати се тие кои се разочарани исто на овие две партии, кои не можат да заминат странство и тие не сакаат да излезат. Меѓутоа има и друга работа тука. Еве во струшките села, во 4-5 струшки села, исклучиво кај што се македонски православни, околу 1300 гласови се даени на Дуида и на Бреме. Значи, има овде можеме да размислуваме и да клучуваме дека и се подкупуваат, значи. Дека и се подкупуваат гласовите. Тие значи православни таму толку македонци имаше во Струга, имаше и македонци кандидати, значи тие да гласаат од тие причини, не верувам од политички причини, него од материјални, некој подкупи, некој мито, корупција тука, значи, ако има тамо што имало едно место, имало и повеќе на повеќе места. За тоа отпаѓа теренти год на двете партии, на трите, граѓаните се разочарани. Останати со не гласа што работиле се. Ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден. Абе, морам да се обратам другарчето од Радишани. Зошто би, пријателе, се заглупираш по овие вакви емисии? Зошто си смешен, не си до толку ти најдеш дали тропаш овие глупости? Каква зграда бре со 3 влеза? И таа зграда седи во избирачкиот список. Избирачкиот список го гледа и СДСМ и Левица, сите работи, и сега ти ги откри наместо 2 биле 3. Кај беа тие? Чури беа во очите? Ама немој такви глупости, бе. Абе, гледај како што велиш ти, оджако да ти чури. Ти купија пелети од Инфомакс, година и пол тука умони го избај со тие тракторчињата во Битола за Тоњановски. И видиш како завршија тие тракторчињата. Сели раниси ги кокошките таму, гледај си рајато, бе, човеке. Немој да се глупираш за пари. Немој да бидите смешни. Немој да провзивате македонците во Струга или било каде. Па вие продајте Струга, бе, не излеговте на референдуми. Се сеќавате, вие дадовте Струга.
И сега вие прозивате немало македонци. Кај да имаш македонци? Таму наглара застаниш, не може да победи македонци. Ево имавте од Левица, што не е гласаја неја? Зошто не е гласаја неја? Имаше представник македонци, што не бяхме дали имало од Билмар? Ето немаше ни од СДС. И сега македонците се продајле. Каде бевте вие ти како полицаец да кажеш кога ги добивте 70.000 поклон гласови дуи во 2017 година? Очата ви лобираше за вас. Или тогаш драги ви беа тие гласови. И браво за Мицкоски што има фер кон онај партиски договор со Влемито и со Знам. Се договориле да били така и ќе били така. Како вие кој ќе се договарате со дуи, како до сега можело така? Сега не можело некој од Македонец да гласа во Чаир. Зошто да не гласа? Втори круг од Влен ќе гласа за Орсе. И сега пак то не е во ред, така? Ве срамота не се глупирајте. Ви избриша Мицкоски со Брусалица, како што Заев ви избриша партизаните од спомениците. Ај, чути таму, не се јавувај. Добро, побелете, добар ден, кој ни е следен. Јавете се слободно секој кој има што да каже, но може да дебатираме за тоа. Побелете, добар ден. Среќен и убав ден. Нека е, да, побелете. Историски резултати. Дали опаѓа реалноста или излезноста? Реалната поддршка на партиите и излезноста, она реална, не само статистичка, а резултати историски во секоја смисла имаме, нели? Да. На победа се е добро што беа мирни изборите, што губење. беше регуларно се. Сите СДС-овци сега станаа ВМРО-вци. Зошто ли секој се боре за да биде на подобро место? Више не гледа партија од која е. Таа пропаѓа, ваа оде напред. Јас сум сега од ваа. А сите што биле од дедо предедо ВМРО-вци, тие се тргнати настрана. Тоа било некој пат. Гледај сега напред да одиме. Значи, народот смени по 5 партии, која партија иде на власт, оно таа е напред, само он да оде напред, он да има профит, он да има власт, он да има убаво работно место и неговата фамилија, а не гледаат за друзите. Дали некој бил од ВМРО темел, да, и сега секој излева 20 години моја матична партија ВМРО. Која твоја матична кога твоите родители до вчера беа од СДС, не беа у ВМРО? А сега како стана ваша матична партија ВМРО? Значи народот и тие што остана не оди по правиот пат. Секој се преметка. Каде има подобро, таму трчи. Пријатно и многу фала што ме се слушате. Повелете, да, и во друга прилика. Убав ден, добар ден, повелете. Почитуван водител, добар ден. Добар ден, да, повелете, ве слушам. Со сето ова што се случува, ама баш како Диме не сум изненаден. Уште еднаш се потврдува на нашата простачка заслепеност. Ние имаме демократија, ама демократските права не знаеме да ги користиме. Ние ги користиме онија ограничени права на простотилукот. Сега преди малку беше спомнато, еве еден простотилук, Богдан си и крива паланка биле цела. И што сега тече? Не се занимавам, не сум загрижен он од кое село е. Важното куќето поред него е од Скопје, тука му е. А што живее од пензијата на мајка му, тоа е таа заслепеност. Почитуван водителу, за да ние, како жители на наша Македонија, ставиме под нога она што се случи во Кочани. Она што беше со нож и онај татко и колени, па пукотници, па пиштоли, па автомат. Тоа да го ставиме под нога. Ми имаме нешто демократски у нас. Сега преди малку слушнав еден податок. Слушайте внимателно, ве молам. Велат вака, за да во овој момент се доближиме до стандардите и животот на Европа, требаат 56 години. Слушнавте?
Да, а под услов тие да не се развиваат, или? Да се напиши. А во други елементи од живеачката 100 години, а во трети елементи нема визија, нема процент, нема кажаност. Благодарам, пријател. Благодарам, поздрави до вас. Добар ден, кој ни следен, повелете. Добар ден. Повелете, се слушаме. Сега Исова. Кажете, да, повелете. А во онај Церцо Јакимовски што е. Добро. Он ставен на црната листа од Америка. Ја не знам зашто гласат за него. Абе тие Церцо треба и да го на поскисто. Не може и пети мандат да се кандидатира за градоначалник за Карпуш. Тие карпушани не го стават прстот на глава за дека размислат. Значи, Церцо Јакимовски е ставен на црната листа. И не знам зашто гласа него се тие човек. Значи, он е влесен у криминал до нема и как. Слушам, да. Но не е пред нашите институции, да. Тоа е на State Department-от црната листа. Ама па мама работа Исус. Значи, он е у криминал влезен до нема и каде Церцо Јакимовски. И другите, и оној што е Герасимовски. Па тие Герасимовски му даваше дозволи кеј Континентал и кеј Holiday Inn. Тие инвеститори што се. Значи Герасимовски му даваше дозволи. Па и оној што е деканот на, како го викат, што се кандидатира независен, Марковски или как го викат, и тие треба ке виште пријава да му поднесат. Па каков академски граѓани и директор е само на геодезијот факултет, што ти дам. Па тие луѓе не треба да и гласат уопšte. Со тоа од Скопје 2014, кога се почне со онај бандитот, Груевски и онај бугајин од Турчо Гржиевски. И сега овие се му даваат дозволи да градат згради. Значи, наталитет нема, Мицковски е управо за наталитет што кажува, значи белата чума. Отвотивно, че немаме ни млади луѓе. Така. Да, ви благодарам, значи, поздрав. најпојде да се инвестирамо. Да, истече времето. Веќе ви поздравувам, повелете кој ни е следен. Здраво. Здраво, повелете, да. Да ти кажам искрено, пред малку е еден голем патриот, што викаше, не се јавувајте. Ај, човеч, овие биле екстремни, бе. Ова не е здрава работа, бе. Абе, ВМРО-ец, патриот. Па вакви ли се, бе? Како него ли се тие патриоти? Ај, страшна работа, човече. Време пред едно 4-5 особи. Тука се јави тој еден и дури затанувачки. Вакви биле другите лудаци, психопати. Човече, бе секој има право на своје мислење. Што е ова насилие тука презентација? Закани, уцени. Така ли они мислат дека ќе владеат државата? Па ние знаеме они што планираат. Само нема да им трае долго. Али ќе пројде ова све, ќе бидат пак понижени. Како ноеви главите ќе ги стеруваат у земја, у песок. Па срамота бе ова што го прави. Ало, човеч, брани нешто што не е забранено. ВМРО вика, така направи, па тоа вика, тоа е нешто најсвета работа што направи. Што направи? Абе, со кого се врташ? Па до држава, стварно меѓуетнички однос. Но тоа се криминални банди таму, фамилии, кои се мафијашки ориентирани и ништо друго не ги интересира каков патриотизам, какви батрачи, која држава. Абе, не ги интересира само колку има кајмак да соберат. Колку сделки направиле мафијашки, колку станови направиле таму без никако покритие, без никакви документи да земат да делат парите. Поздрав. Поздрав и до вас, благодарам. Повелете секој е добре дојден. Секако што и додека разумно разговара да се стават на маса, што би се рекло, сите размислувања и да се дискутира за нив. Повелете, добар ден.
Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па вака, нека им ја честита победата на победниците. Опаѓање реална излезеност. Да, таа е во... Да, слушаме. Да. Значи, таа е... Да исклучам телевизор. Да, во ред, јас реков нешто. Значи, реално имаме опаѓања, партиската поддршка паѓа кај СДСМ, додека расне кај ВМРО. Сега премиерот рече, ова е победа, вика, не е партиска, него на народот. Сите победи се партиски. Било кој да стават ВМРО во моментов да ставија за градоначалник, конкретно за Скопје, ќе победеш. Тоа беше јасно. Да не видам и булгарен и било што да, кого да кандидира. Меѓутоа ме иритира што него изјава на одредени граѓани што се јавуваат, велат ние зголеми пензијата за 6.000 денари за 15 месеци, грешка тоа, 18, не е 15, за 6.000. Ама тој истиот граѓанин ми вели, лани со 1000 е полне корпата у самопослуга, сега ми треба 2.000. Ајде, нека го коментираат тоа. Или ми се јавува сега еден, ми каже да се казнат оние за 7.000 што им дал Мицковски, што го напаѓаат и што ти ја знам, памти ми го зборот. Што има ја негов збор да памтам и така. Нек си каже што сака. Конкретно, јас сум пензионер и 3 пати сум измамен со овој закон за усогласување на пензијата. Затоа што, ова не е солидарност. Пензијата е гарант. Така, да, ви благодарам. Но и се во рамки на тие покачување, усогласување и така натаму 500 денари, 1000, 5-7, колку и да се, минус 2000, полнел корпа 4, како и да е, не се даваат за да за возврат се добие глас или да се излезе на гласање. Туку се во рамки токму на тие социјални политики и на нешто што е обврска, така да не е тоа релација, еве ви пари, но утре на глас да дојдете ако не да ви ги земам. Ако е така, тогаш друго е тоа, видиме да се пријават сите, па кој не отиде да ги врати парите. Тоа е, велам, значи, во рамки на усогласување за сите, како и да е покачување, кое, барем колку што знам јас, официјално нема врска со излегување. Дека може да влијае на мислењето, на чувството и така натаму, и тоа е она, дали се зголемува или намалува, но не е директно. Влијае во насока, види, добро работи, зголемува плати и така натаму, ќе му го дадам гласот таму. Ги подобрува условите и слично. Но директно тие пари не се за да иде човек на гласање. Повелете, не е купување на глас, барем не официјално, не е. Повелете, добар ден. А може да влијае на мислењето. Добар ден, имаме ли гледач, повелете? Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден, господин Да, Стефан. повелете. Една реплика, ако сакаш, да ви кажам. Господинот вика за Стефчо да се уапсе. Стално кажува еден господин. Сакам да реагираме, вие добра моите емисија, мислам до сега е генерално одлично. Меѓутоа, зошто јас да кажувам некој да се апси на емисија, тема има друго значење. Нема дали Стефчо требало да го апсат. Кој си ти де човек да кажуваш некој да се апси? За апсење треба да има докази, треба да има обвинителство, треба да има акт, обвинителен акт, по која основа да се апси човек. Па зошто се однесувате толку глупаво, стари луѓе сме, тој збор не го употребувам, меѓутоа мора. Зошто вака се однесувате? Еве примери од овој што се јавува, ми го спомнува името Ѓоко. Нека каже како се вика, јас да му го спомнам името. Па не мораш ти да се занесуваш, господине, со мене, Јас си кажувам тоа што мислам дека го кажам и никого не навредим. Кажав тоа што мислам дека треба да го кажам. Кажувам сето тоа, ги поздравим сите што победиле, без разлика на кој начин победиле. Се даваше се и се што, се даваше и брашна, се даваше 300 работи по тоа, ромите во Велев, сите им се даваше браш по 30 кила по пакети зетини. Тоа можам да го докажам, тоа е тоа, секогаш така ќе прави ВМРО. Бидејќи, зошто го знам ова, затоа што сум бил председател на местен комитет и сум бил советник од ВМРО во една општина. Така да ги знам како работам, знам како таа проклета
банда работи не во интерес на граѓаните на државата, во интерес само на нивните блиски. Значи на сите нивните вработени, во сите во Велес 100-200 луѓе се вработени, 150.000 администрација што гласа господин Исов, сета е ВМРО-вска. Поздрав. Благодарам, поздрави до вас, но добро, ако сме на крајот, ако имаме време, повелете, добар ден, да не одземам. Добар ден, на крајот сме сепак. Мислам дека повеќе од јасно дека оневозможување, камоли повикување или уште спроведување на апсење, повикување на апсење или спроведување за кажано или за изразување на свое мислење, апсолутно е во спротивност со уставно загарантираните права, слобода на мислење, слобода на говор и така натаму. И далеку од демократските вредности и начела на една држава, односно ако почне да се применува тоа и спроведува, тогаш апсолутно се излегува од тие рамки. Така да, мислам дека нема потреба ниту да се дискутира за тоа. Некој може да се обиде да оспори, но ако некој на вистина оневозможи или почне да апси, тогаш веќе ќе треба и сериозно да се разговара за тоа и да се укаже, затоа што тоа ќе значи дека на вистина излегуваме од патот на демократијата. Имајте вие убав пат во ова понеделничко попладне и во добро да се видиме и утре. Довидување.